Долгогодишна црна дамка на градот е дивата депонија која што се наоѓа на само 500 метри од центарот, поточно кај некогашната стара кланица. Патот по кој што секојдневно минуваат стотици граѓани е препун со купишта смет, расфрлани кеси, изгниени предмети, стара облека. И покрај тоа што депонијата представува опасност по здравието на луѓето кои што живеат во околината, се уште нема решение за овој проблем. Освен депонијата која што ја создаваат жителите од локалитетот Бараки, каде што претежно живее ромско население, проблем е и сметот кој што го прават жителите од улицата Андја Ранковиќ. Поради инфраструктурниот проблем со улицата, јавното претпријатие Чистота и зеленило не сообраќа во овој дел од градот и не го собира сметот. Имено на локацијата се поставени само 2 контејнери, па жителите се принудени сметот да го фрлаат кај што ќе стигнат. Освен проблемот со депонијата, неколку годишна мака за овие кумановци е и отпадната вода од канализацијата која што постојано тече среде патот и ја загадува животната средина. За ѓубрето апсолутно види како ово е смрљавина, деца не се болни, разбираше инфекции има и све, разбираше имам 2 унучки да висти, чуве Боже. Наредно е да се среди тој. Али што ќе се среди, они среди фони па нафрљав. Кој е тој крив? Тоа е народ крив, не може нон-стоп тој камион да доваѓа и да оноди. Очистив го. Има. Контејнер има. Али не фрља во контејнер. Не го фрља покрај контејнер и каде ги падне. Ромите се гледа, значи некоја мислена се гледа негде по центар, негде по села, почисто, уколку овде сред некој центар што се гледа овде нашите роми како живеат. Имате една канта да цели неколку стотини куки, што треба сите да стават во една канта, значи нема повеќе канти, нема пред двор некој нешто, не знам што. Тестоти, значи некој камион не може да се влезе тука, пошто од некои поработи што се работат овде, не може да помине никој камион, никој ништо. Чистив, не да не чистив, само они си нон-стоп фрле. Што смрди овде, што иде в гомна, овој, оној све, гадлуко што иде, сега куде треба да се намести овој шахта, овој одавна стои над 10-15 години, може и више да овој стои такој, треба да се намести овој. Гледаш што гази луѓи, срамота. А еве направен е канал. Што е работа, не знам. Ѓубре плаќамо фирме. Идем на сметке на фирму. Дупло. Не доваѓа да го чистив. Па реагирamo, џабе, еве видиш се што прават. За нима прават, од озгора убадено тврдо зимат прават, овој канал го прават за сите тамо од озгора да дојде тука. Според надлежните за решавање на ова прашање, потребно е да проработи и совеста кај граѓаните. Решавање на проблемот со дивата депонија пред се совеста на граѓаните. Ако добро ја прати активноста на локалната самоуправа, 10-ти пат ја чистиме и санираме таа дива депонија. Поставаме контејнери, меѓутоа сите, без разлика на местното и локалното население и од другите делови на градот, шутот и отпадот во касните вечерни часови тука ги го истоварат. Ние се трудиме да го заштитиме тој дел. Во намера сме да поставиме и видеонадзор и да поставиме бетонски бариери. Меѓутоа тука има комуникација на луѓе кои живеат во тој дел и сметам дека со тоа ќе направиме штета на определен број на граѓани на Куманово, затоа сме во потек на изналажување некое решение со што ќе го заштитиме тој дел на градот. А со изградбата на новиот колектор кој е во завршна фаза и конекција на тој секундарен вод кој иде од тој дел на градот од Перочичо, ќе се реши дефинитивно вишокот на преливната шахта која знае да претекува во пообилни врнежи кога имаме поголем нанос на води. Сметам дека тоа е дел кој е решен, меѓутоа совеста на граѓаните е примарна во очувување на позиција на дивите депонии. Куманово денес се надева дека надлежните што поскоро ќе го решат овој проблем и дека граѓаните во иднина ќе имаат убава, здрава и чиста околина.